Фудбалерот на Милан Марио Балотели ќе паузира 10 дена поради повреда на рамото, заработена на сребата од Лигата на шампионите против Атлетико Мадрид. Репрезентативецот на Италија во поразот на својата екипа од Атлетико со 1-0 во првиот осминафинален меч во Лигата на шампионите теренот го напушти во 78-та минута. Реваншот на програмата е на 11 март во Мадрид, а лекарскиот тим на Милан наведе дека Балотели ќе биде поутвен за овој меч. Во серија А Милан в недела гостува кај Самдорија, а Балотели досега постигна 10 гола и 3 асистенции во калчото. Започна и третиот тест ден од 4-дневната сесија на патеката Сахир во Бахрейн. Условите на трасата повторно се суви, времето е сончево и температурата е околу 20 степени. Пилотот на Мекларен, Кевин Магнусен, ја направи најбрзата обиколка за 1 минута 34 секунди 910 стотинки. Тоа време се уште не е подобрено. Денеска на првото место во рангирањето е пилотот на Мерцедес Луис Хамилтон со време од 1 минута 35 секунди и 505 стотинки, следен од поранешниот тимски колега Дженсон Батон од Мекларен. Првата трка во 2014 година од светскиот шампионат во Формула 1 ќе се одржи на 16 март на патеката Алберт Парк во Мелбурн, Австралија. Само 4 средби се одиграа синоќа во кошаркарската Евролига од 7-то коло во топ 16 фазата. Тимот на Панатинаикос беше подобар во дербито со Олимпијакос и сега тие ја делат втората позиција на табелата. Со оваа победа од 66-62, Пао му покажа на Олимпијакос кој владее во Атина. Ласме беше најефикасен кај домакинот со 18 поени и 5 скока. Во последната четвртина беше решен победникот, а Диамантидис со тројка ја најави победата на Пао. Перпероглу кај поразениот тим постигна 12 поени. Анте Томич даде 24 поени, а Барселона убедливо славеше против КК Лаборал нагости со 80-68. Каталонците и понатаму не знаат за пораз во топ 16 фазата и се на првото место со 7 победи без пораз. Во другите средби Галатасарај го порази нагости Партизан со 78-70, додека Емпорио Армани ја победи Уникаха Малага со 70-59. Вечерва се играат надпреварите Анадолу Ефес Фенербахче во турското дерби, ЦСКА Москва игра против Макаби Тел Авив, Бајер Михен го пречекува Локомотив Кубан, а Реал Мадрид е домаќин на Жалгирис. Три средби се одиграа синоќа во NBA лигата каде гостите беа поуспешни. Во дербито на вечерта, Мајами Хит нагости славеше убедливо против Оклахома Сити со 103-81. Леброн Джеймс вечерта ја заврши со 33 поени, а одлична вечер има и Крис Бош и Двейн Вейд кои постигнаа по 24 коша. Кај Тандер по 27-те средби пауза во тимот се врати Расел Весбрук кој даде 16 коша. Кевин Дурент ја предводеше домашната екипа со 28 поени и 8 скока. Доста понеизвестно беше во Оукленд каде домашните Вориорси по едно продолжение успеа да ги совладаат Хјустон Рокетс со 102-99. Стеф Кари со поените на 3,2 секунди до крајот на регуларниот дел успе да му донесе продолжение на Голден Стейт, кој во дополнителните 5 минути славеше со 13-10. На Хјустон не им беа доволни ниту 39 поени на Джеймс Харден, кој имаше помош од Парсон со 21 и Двајт Хауард со 11 поени и дури 21 скок. Дейвид Ли со 28 поени и 14 скока беше лидер на Вориорси, а Кари придоаде 25 поени за воините. За вечерва 10 надпревари на NBA програмата. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.